Благодарам, подпредседателе. Добро што ја почнавте седницава која што почнува со 35 минути за основање, затоа што представниците од владата не беа дојдени тука. Вие бевте на време, морам да потенцирам. Ама добро е и пред почеток на седница да се преброите да видиме дали министрите или замениците министри се овде. Од сликава која што ја гледам, пола од кабинетот на премиерот фали на оваа седница и јас не знам дали ваквиот однос кој што го имате кон граѓаните ќе сакате да го пресликате и кон пратениците во собранието. Дека ваквиот ваш летаргичен однос кон државата и кон се она што се случува го имате, го гледаат граѓаните и не е спорно, ама јас би замолил во име на пратениците и законодавниот дом, барем оваа институција која што има можност само еднош месечно да праша што прави владата и да добие конкретни одговори, надвор од тоа пиар розова стратегија која што има владата, која што не убедува дека живееме во држава во каква што живееме и дека имаме и патишта 1300 километри и дека стандардот е добар. Овде, за разлика од тоа, треба да се постават конкретни прашања кои што идат од граѓаните и прашања кои што ја засегаат македонската јавност. Затоа би ве замолил, уште пред да почнете да преброите колку има, би го замолил и премиерот да си го повика кабинетот за да присуствува. Од ова што го имам добиено дека тројца министри врз основа на нивните службени обврски ќе бидат отсутни, меѓутоа сите тие тројца имаат заменици, освен вице-премиерот Битики, сите имаат заменици, треба да присуствуваат тука, како и другите представници од владата. Не е добро према институцијата која што во моментот ја водите вие, а на која што припаѓаме и ние, да вака се однесуваме на ваков ден, посебно на поставување на пратенички прашања. Благодарам.